Нека да ја започнем ова утринска богослужба во името на Отецот, на Синот и на Светиот Дух, прославувајќи го Бога со песната број 49. Имај го во срце Исус, кога си разочаран. Радоста ќе ти ја врате, нежно ќе те утеши. Srce Isu, koga si razočaran, radosta ke ti ja vrati, nežno ke te uteši, ime dragoceno. Од Божјото Слово ќе го прочитам Псалмот број 116. Го љубам Господа, зашто го слуша гласот на мојата молитва. Го наведна својот уво кон мене, затоа ќе го повикувам во моите денови. Смртни болки ме опфатија,
ме стегнаа примките на подземјето, ме снајдоа тага и беда. Тогаш го повикав Господовото име. О Господе, спаси го мојот живот. Господ е милостив и праведен. Нашиот Бог е полн со милост. Господ ги чува простодушните, бе во неволја, тој ме избави. Врати се моја душо во своето спокојство, зашто Господ е твој добротвор. Тој ми го избави животот од смртта, моите очи од солзи, нозете од паѓање. Ќе одам пред Господовото лице во земјата на живите. Јас верувам и кога велам многу сум несреќен. Реков во својата збунетост, секој човек е лажец. Што да му вратам на Господа за се што стори за мене? Ќе ја земам чашата на спасението и ќе го повикам Господовото име. Ќе ги исполнам на Господа сите мои завети пред сиот Негов народ. Скапоцена е во очите на Господа смртта на Неговите свети. Господи, Твој слуга сум, Твој слуга, син на Твојата слугинка, Ти ги разврза моите окови. Ке Ти принесам Тебе благодарни жртви, ке го повикам Господовото име. Ке ги исполнам на Господа сите своји завети пред сиот Негов народ. Во дворовите на Господовиот дом, среде Тебе, Ерусалиме, алилуја. Да се исправиме и да се помолиме. Господи Божи и Татко наш небесен, еве Господи во овој нов ден кој што Ти ни го подаруваш, ние сме решили да дојдеме во Твојот дом, сите заедно, Господи, да го прославиме Твоето свето име. Зашто од Тебе, Творче, потекнува се. Ти си небесниот Создател, кој што се имаш створено, проткаено со Твоите силни раце. Преку Твојата премудрост, Господи, Ти го имаш создадено целиот универзум, целата Вселена и се што ја исполнува. Сите жители на Вселената, Господи, Ти ги гледаш, внимаваш на секој еден од нас, Господи, колку и многобројна да биде Вселената со созданија, со живи души. Ти сето тоа го гледаш во било кој момент. Ти на секое срце, Господи, внимаваш. Ти на грешниците, Господи, им покажуваш Твојот пат на спасение. Ги повикуваш на покаяние. Ги повикуваш на обраќање, Господи, кон Тебе. А, Господи, на Твојата црква Ти посебно ја охрабруваш, ја осветлуваш на Твоите деца, Господи, кои што си не повикал да бидеме и ние светлината во овој темен свет, кој што не знае, Господи, на каде да оде, не знае ни каде завршува, живее во темнина, во гревовно робство, од кое што не може само од себе да се ослободи. И тоа се е резултат на отпаѓањето човеково, Господи, од Тебе и од Твојата благодат, отпаѓањето од Твоето подобие. Но не оставаш, Господи, во една таа темнина да останеме. Ти не забораваш, Господи. Твојата милост е огромна. Твоето добротворство секојдневно ние тоа го гледаме, Господи. Ја гледаме, Господи, нашата недостојност, а ги гледаме Твоите добротворства, што Ти постојано и секојдневно ни ги даваш Твоите добри дарови. Твојата милост, Господи, ја согледуваме. Ние знаеме дека Ти си полн со милост, дека на Тебе не Ти е мило да загине безбожникот, туку да се одврати, Господи, од грешните патишта и да се измири со Тебе, Господи. Ти, Господи, го сакаш опростувањето и брзаш, Господи, се да измираш со Тебе, со самиот себе си. И Ти всушност тој го направи во Твојот Син, а нашиот Господ и Спасител Исус Христос.
го направи спасението, Господи, го изработи спасението не само за нас, тука и за целиот свет. И секој сега што ќе повика, Господи, кон Тебе за спасение има удел. Може да се врати, Господи, во таа состојба во која што Ти не повикуваш да живееме. Да го бараме доброто, Господи, да се отстрануваме од злото постојано. И тоа не е така лесно во овој свет кој што е отпаднат, Господи. Свет кој што е безнадежен. Ние да даваме, Господи, да гледаме во Твојата надеж, да ја нудиме Твојата надеж, Господи, како што пеевме и во песната. Единствено во Твоето име, Господи Исусе, има надеж. Бидејќи Ти си вечен, Ти не пропаѓаш веќе, Господи, и нема смрт за Тебе веќе. Ти помина еднаш на смртта за нас, Господи, но сега вечно живееш и сега се застапуваш од десната страна на Бога Отецот. О Христе, Сине Божи, те молиме и сега застапувај се за нас. Моли го Отецот, Господи, и сега да ни го прати Светиот Дух през нашето собрание, Господи, и се што ќе правиме да биде подпомогнато, да биде водено од Тебе, Господи, и да биде за Твоја слава. Се препуштаме, Господи, на Твоето водство. Очисти ги, Господи, и нашите срца, опрости ги и нашите гревови. Обнови нашата заедница пред се со Тебе, Господи, и еден со друг. И се што правиме, дали во збор, дали во постапка, во мисла, во дел, во молитва. Нека биде се за Твоја слава, Господи, во името Исусово Ти благодариме. Амин. Сите вас ве поздравувам ова утро. Особено имаме гости, како што гледате, од Скопје, братот Зоран со неговата сопруга Валентина, и го замолив да исвири две песни, од кои што едната е од општата песнарка и е позната на сите нас, 26-тиот број. Тој ќе не води со свирење и со пеење. И исто така по таа песна има уште една песна Зоран спремено, ќе испее за слава на Бога. Така да нека сите заедно ја испееме сега песната број 26. Moja ta dusza
si spoman koliko Bog me ljubi i svojom sin pohrani za mene. Na Golgota tvoj grevot moj dopadni, Bogovo se dade za mene. Moja ta duša te za tebe, moj silen Bog, moj silen Bog. Moja ta duša te za tebe, moj silen Bog, moj silen Bog. A koga Isus pomene te dojde, te zamina po svojom reče to. Sobom iznos i počip njegov sretna i dosti te šepna Bože moj. Moja ta duša te za tebe, moj silen Bog, moj silen Bog. Moja ta duša te za tebe, moj silen Bog, moj silen Bog. Isus u Nazaret, začuren čovek sanjal, mene grešnik ostane. Pejam toku čudesa, toku prekasane za tebe. Toku čudesa, toku prekasane za mene. Che ti la mia sola
И ние сме благодарни на братот Зоран што еве одговори на поканата да дојде да ни послужи со една-две песни. Се надеваме дека во иднина повторно ќе имаме прилика пак да слушаме заеднички сите да го славиме Бога. Инаку тој доаѓа од Евангелска црква Сол Крафт од Скопје, а неговото потекло по татко е од Старо Коњарево и по мајка. Значи тој е наш човек. Така да добре дојде и во иднина повторно да дојде да ни послужи. Од Божјото Слово ќе прочитам од посланието до Римјаните, 6 глава, 12 стих до крајот на главата, односно до 23 стих. Таму е напишано следното. И така, нека не царува гревот во вашето смртно тело, па да ги слушате неговите страстни желби. И не давајте му ги вашите членови на гревот за оружје на неправдата, туку предавајте му се сами себе си на Бога, како оживени од мртвите, а вашите членови на Бога за оружје на правдата. Имено, гревот не ќе има веќе власт над вас, зашто не сте под законот, туку под благодатта. Па што? Да грешиме ли зашто не сме под законот, а под благодатта? Да не биде. Не знаете ли, ако некому му се предадете за робови во послушност, робови сте му на оној, кому му се покорувате, или на гревот за смрт, или на послушноста за праведност. Но благодарејќи му на Бога, зашто вие, откако му бевте робови на гревот, му станавте послушни од се срце на примерот на науката, на која и бевте предадени. Па така, ослободени од гревот, станавте слуги на правдата. Зборувам по-човечки заради слабоста на вашето тело, како што некогаш ги предадовте вашите членови да им служат на нечистотата и на беззаконието за беззаконство, така сега предадете ги вашите членови да служат на правдата за осветување. Зашто кога бевте робови на гревот, бевте слободни од правдата, а каков плод имавте тогаш од оние работи заради кои се срамите денес, зашто нивниот крај е смртта. Но сега, откако сте ослободени од гревот и откако се поставивте во служба на Бога, го имате вашиот плод осветувањето, а вечниот живот за крај, зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Христа Исуса, нашиот Господ. Благодариме на Бога за Неговото свето писмо. Тоа е најсигурното место каде што едно чедо Божјо може да стои
најсигурната информација од каде што може да се получи за својот живот, да се получи за Божјата волја. Сушност, кога и ние сме дојдени ово утро, ние сме решени да слушаме и да ја бараме Божјата волја пред се, не нашата, не нашите некои желби што ги имаме или наши планови, но кога решаваме да дојдеме на богослужба, кога решаваме да дојдеме во Божјото присуство, да го отвориме Неговото Слово и да се поучиме од Него, ние решаваме да бидеме поистоветени со Божјата волја, да ја бараме пред се Божјата волја во нашиот живот. И ние ако дозволиме на Божјото Слово, тоа е како едно мало синапово зрно, како едно мало семе кое што не може ни доволно да го фатиме со прстите. Толку е мало што Господ Исус вели, ако вашата вера доволно е да биде како едно синапово зрно и ќе и речете на планината да се тргне, и тоа и ќе ви биде. Зашто не е можно без вера да му угодиме на Бога. И тој кој што го бара Бога треба да верува дека Бог е. А што означува тоа дека Бог е? Како што Бог не го објави Неговото свето име и тој му рече јас сум уште на Мојсей, тоа име му е објавено. Тој кој што од секогаш постои, тој кој што не е детачиран на некаков начин или не е откачен од своето создание. Да, тој во својата моќ и во својата слава, тој е различен од созданието, но е и внатре. Тој и го одржува своето создание, тоа што неговите раце го имат направено. И кога ние ќе дозволиме да Неговата волја, Неговото Слово дојде во нашето срце, ние, ако доволно добро се грижиме за тоа писмо, за тоа Слово да навлезе во нас, во нашите мисли, да навлезе во нашето битие, да навлезе во нашите мотиви, ние ќе дозволиме Божјото Слово да расте во нашиот живот. И ќе ги видиме неговите плодови, бидејќи не е можно Словото Господово да се дава на празно. И кога Господ Бог го дава Неговото Слово, тоа секогаш ја исполнува целта за кое што тоа Слово е пратено. А од наша страна што се очекува? Се очекува само спремност ние да го примиме Неговото Слово. Се очекува само спремност кога сејачот сее, да го отвориме нашето срце и Словото Господово да падне врз нашиот живот. И колку повеќе дозволаме, ние толку повеќе го отвараме нашиот живот и отвараме нашата волја, нашиот ум и нашите мисли за Божјото присуство. Толку повеќе ние се отвараме спрема светлината која што доаѓа од Христос. И колку повеќе дозволуваме Христос да не осветлува, толку повеќе наоѓаме грев во нашето срце. Бидејќи живееме во свет кој што е исполнет со темнина, свет кој што робува на гревот. И било каков грев да има во нас, кога ние се приближуваме малку по малку кон Христос и кон Неговата светлина, тоа постојано ни се открива и не просведочува преку Неговиот Свети Дух. И тоа е животот на христијанинот. Не дека ние веднаш или моментот кога сме се обратиле кон Бога, да, во тој момент Господ Исус Христос ги опростува нашите гревови. И тоа ги опростува преку Неговата света крв. И тоа е само првиот чекор во нашето познавање и во нашето чекорање кон Бога. Тоа е влегувањето само во царството на светлината. И колку подлабоко ние навлегуваме во Божјата волја и во Неговото царство, толку подлабоко ние гледаме дека сме недостојни за тоа што Господ ни го дава. Толку ние подлабоко се себе познаваме и доаѓаме во една ситуација каде што ние стварно разбираме дека
нема никаква сила, апсолутна, никаква помош од самите себе си, ние да направиме апсолутно некакво добро, што тоа ќе биде прифатено пред Господ Бог. И во една таква ситуација Господ Бог нас не води, за да ја осознаеме нашата безпомошност. И Господ не бутка се понадолу и понадолу, но тоа настанува преку просведочување. И не убива, тој не води кон смрт, туку тоа го прави за да може нашето срце да биде променето, за да можеме ние да се подпираме за нашето спасение единствено на Господ Исус Христос. Во Ефесијаните пишува зашто во Него, во Неговото име ние имаме смелост и пристап кај Бога Отецот. Единствено како што пеевме и во песната, во надеж има во Него, во Неговото име. И ако сме стигнати до ситуација да гледаме безнадежност во овој свет, тогаш тоа е добрата вест, бидејќи ја гледаш распадливоста на овој свет, бидејќи ја гледаш и својата собствена распадливост. И не може ништо да те задоволи во таква една состојба. Не може никој да те покрене, без разлика човек колку и да биде влијателен или колку и да биде способен. Во Божјото Слово ни вели тешко на тој проклет да биде што се надева на човек кој што денес издивнува и го има својот дух и својот животен здив, но утре можеби и веќе и ќе го нема. И Божјото Слово не повикува ние да се подпреме за спасение кон друг човек. Но единствено надеж во овој свет, како и на земја и на небо, што пеевме во песната, единствено тоа е Господ Исус Христос. Бидејќи Тој, Божи Син, кој што беше обсипен со слава, вечна слава во преградката на својот Творец, и каде што небесните ангели го славеа постојано од вечноста и во вечноста, и во Неговата возвишеност, Тој си ја покажа својата природа со тоа што дојде на оваа земја, дојде како човек, дојде понизно. И дојде и во твојот живот, дојде и во твоето срце, и денес чука и на вратата на твоето срце. И не те остава равнодушен на тоа спасение на Евангелието што ни е откриено од Бога. И тоа е реално, тоа е практично. Не е само на теорија некакво Евангелие или некакво спасение или напишано на некаква хартија и Бог тоа да ни го објасни како некаков систем на верување на правила. Не. Спасението е во Неговиот Син. И апостол Јован пишува во своето писмо: со своите очи го видовме Словото на животот, нашите раце го допреа, и тоа не е измислица. Апостол Петар и тој во своето писмо пишува кога ние бевме очевидци на Неговата слава, односно на денот на трансфигурацијата или преобразувањето Господово на гората. Ние не следевме лукаво и измислени бајки, туку бевме очевидци на Неговата слава. И таа Христова слава го водеше Петар, и тој самиот себе да се принесе како жртва пред Господ Бог, како што и Господ Исус тоа го направи. Тој пример го следија и апостолите на себе пожртвуваност, на понизност, на положување на својот живот на Бога. Како што е апостол пишува до Римјаните 6 глава, како што читавме: немојте вашите членови на телото да ги принесувате на гревот, зашто гревот ги зима вашите членови како оружје за неправдата. И се распалува. Апостол Јаков пишува за јазикот како член на нашето тело, толку мал, но може да распали како една искра, една шума, може да изгорат големи пространства.
од само една мала искра, така и нашиот јазик кој што се подпалува од гревот и од пеколот се подпалува директно и може да го распарче и нашиот живот и животот на ближните околу нас, ако ние дозволуваме нашите членови на телото да ги ставиме во служба на гревот. Тоа е оружје за сатаната и за лукавиот. Во Јован 10 глава, 10 стих, Господ Исус вели, зашто лукавиот доаѓа за да, или крадецот доаѓа за да украде, за да заколе и за да погуби. И на лукавиот не му се допаѓа Божјото создание и тоа што е добро и тоа што доаѓа од Бога, тој постојано е против Божјата волја. И зима разни форми, зима разни стратегии, различно се открива и различни се неговите измами. Можеме да ги разпознаваме единствено преку Словото Божјо и преку Светиот Дух кој што Господ Бог ни го дава, бидејќи се претворува и во ангел на светлината. Но ги знаеме неговите дејства преку Светото Писмо, како Господ Исус се бранеше, како се бране апостолите, како првата црква се бранеше и покрај сите напади, покрај страдања, што доаѓаа врз нив, и тоа Господ Бог ја го допушташе. Но единствено размислувајќи на Словото, единствено повикувајќи се на Господ за спасение, го повикувам Твоето име, како што читавме во Псалмот број 116. И кога бев во неволја, смртни болки ме опфатија, примките на подземјето ме заробија. И нашиот живот може да стигне и таму до гробната јама. Може да се осеќаме заробени од гревот и да немаме никаков излез или од нашите околности, или од проблеми, кои што не се малко, или од некакви неволи, или некакво страдање, некакви трпења, искушенија и така натаму. И во таа една ситуација што да направиме? Го повикав Господовото име. И насекаде има сведоштва низ псалмите, кога човекот се наоѓа во таква безизлезна ситуација, да знае кон кого да повикне. И Господ секогаш ги слуша молитвите на своите верни, но не секогаш одговара спрема нашите желби и не секогаш одговара спрема нашата волја, бидејќи ние обично кога бараме нешто, ние го бараме гревот, зашто страшно болно и измамливо е нашето срце. И дури тоа што мислиме дека е совршено добро и ќе го направиме и го бараме, и во тоа може да има измама, и во тоа може да има гордост и себе пофалување. Дури и пред другите да не го представуваме, во нашата тајност ние се себе пофалуваме и се гордееме. Зошто? Бидејќи тоа е болест која гревот ја прави во нас. И мораме да дојдеме до тоа место каде што ние стварно ќе согледаме дека сме безнадежни во нашата духовна состојба и постојано ќе повикуваме кон Господ Исус за спасение. Бидејќи спасението не е само првиот чекор на опростување на гревовите кога ние сме поверувале во искупителната жртва на Господ Исус Христос. Спасението е процес, тоа е објаснето во Римјаните. После тоа е првиот чекор или нашето оправдување, каде што Бог веќе не ги засметува нашите гревови, тој ги очистил, тој не оправдал во крвта на неговиот син. И условот овде е верата, ние да поверуваме во спасението што Господ Бог ни го дава. Но понатаму, вториот чекор е осветувањето. Бидејќи Евангелието не ни дава лиценца ние да грешиме и понатаму. А што тоа и самиот апостол Павле вели, па да правиме поголеми гревови за поголема благодат да дојде врз нас? Не, никако тоа. Но каде што имаше мноштво гревови, таму благодата
се излеја преизобилно, но кога нема познавање, но кога има веќе познавање, далеко да биде од нас, ние да грешиме и да мислиме дека Божјата милост и благодат постојано ќе биде голема врз нас. Не, ние може само да се лажеме. Не измамувајте се самите себе си, зашто што човекот ќе посее, Бог не е за подигравање, што човекот ќе посее, тоа и ќе пожне. И осветувањето е процес. И колку ние навлегуваме подлабоко, толку ние дозволуваме нашиот живот да биде просветлен и осветлен преку Христовото Евангелие, преку Неговата љубов. Толку повеќе темнината во нас се открива и толку повеќе бараме очистување од Господ Бог. И некој ќе се сапраша, па што е овде радоста во христијанството? Ако колку подлабоко ние навлегуваме, може би ќе помислиме, одиме се кон поголема тага, кон поголемо разочарување, бидејќи во самите нас ќе откриеме страшни појави и страшни действија, кога гревот на вистина ќе ни биде разобличен на нас самите. Но Господ Бог не отврла понизно и покајничко срце. И Господ е близу до тие што се со скршен дух. И Господовата близина нас ни дава радост. Господовата љубов дека не сака, дека ни ги простува гревовите, нас не исполнува со радост. И знаеме дека ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Ќе дојде и такви ситуации, ќе стигнеме и до таква фаза во нашиот живот, кога ние навистина ќе бидеме осветени целосно. И како што и псалмистот пишува и се моли, размислувањата на моето срце и зборовите на мојата уста да бидат благогодни пред Тебе, Господи. И тоа е едно големо осветување на човекот. Кога ние се што ќе помислиме, кога ние се што ќе изговориме, имаме желба тоа да биде угодно пред Бога. Не дека постојано или 100% од времето ќе биде така, но кога нашата желба, кога Светиот Дух ќе не натерува кон такво осветување, тоа е резултатот, тоа е плодот на Светиот Дух, кој што го има во нас. И така, нека не царува гревот во вашето смртно тело, па да ги извршувате делата на неправедноста и на беззаконството. 23 стих, 6 глава, зашто смртта е плата за грев. Зборот за плата овде, грчкиот збор, е употребен истиот збор како плата за еден римски војник кој што добивал во тоа време. И тој ги поставил своите членови, своето оружје, за да служи на неговиот командант или тој од кој што добива наредби. И тоа е единствено нешто што војникот знае и може да го прави. Тој е обучуван за војска, тој има опрема што го следува во зависност од конфликтите каде што е повикан да оди. И кога ќе си ја заврши својата работа, на крај тој добива плата за својата служба, пред се за својата послушност, дека се борел за тој што го повикал да се бори. Во духовна смисла на зборот плата, ако ние како еден војник, нашите членови на телото ги предадеме така на гревот, тогаш што ќе биде нашата плата? Сите ние
работиме, очекуваме од нашиот труд некаков бенефит, некаква плата, некаква придобивка, правиме планови, правиме некакви проекции, трошоци, приходи, расходи и така натаму. Се со цел да има бенефит од нашиот труд, од нашето работење. А во духовна смисла на зборот, ако ние го препуштиме нашиот живот или дозволиме место на гревот во нашиот живот, тогаш платата за гревот е смрт. Во Битие 2.17 вели, но да не јадеш од дрвото на познавање на доброто и злото, зашто во денот кога јадеш, навистина ти ќе умреш. И Господ Бог го предупреди човекот што е резултатот од непослушноста. А му беше дозволено на човекот од секое дрво слободно да јаде и немаше апсолутно никакво ограничување. Прво Господ Бог го створи светот, ја створи градината и потоа го наследи човек, го створи човекот и го насели во градината. И ние исто доаѓаме во овој свет на веќе тоа што е спремно. А не дека ние самите од себе нешто сме створиле, ние само тоа сме го продолжиле. Ние само тоа колку ќе можеме да го одржиме, бидејќи Господ Бог го створи човекот да ја одржува градината и да ја обработува, и тогаш му беше дадено и слободно да се храни од секој дрво, од секој плод, зелените билки, растенија и така натаму, се што имаше створено, веќе створено во градината. Тоа се измачувачки мисли, кога ние мислиме дека се зависи од нас. Некои работи, да, зависат од нас, но зависи дали ќе продолжиме или го уништуваме со нашите действија Божјото создание, или го почнувајќи од собствениот живот. Но единствено тоа дрво Господ Бог му створи на човекот и избор. Дали ќе биде послушен, бидејќи човекот има слободна волја и можеше да решава и можеше да избира помеѓу љубовта Божја, помеѓу заедништвото со својот Творец, или да падне во сфера на непослушност, да го послуша зборот на лукавиот и на избавникот, и така да отпадне, и човекот отпадна од Божјото подобие и стана непослушен на Бога. И внатрешно умре, а подоцна смртта се изрази и како физичка смрт, и човекот загина. И гревот преку еден човек си најде врата и отворен простор да навлезе во светот, и преку тој еден човек се прошири на целото човештво и денес. И уште од самото раѓање човекот веќе е склон да греши. И смртта се прошири на сите луѓе, без разлика. Тоа апостол Павле го објаснува. Законот уште не беше даден од Авраам до Мојсей, но смртта пак царуваше и порано од Адама, и таму царуваше без разлика дали човекот е соочен со законот, со Божјата волја или не е соочен. Гревот го има своето разорно дејство. И смртта настапува. Господ Бог во Броеви, 21 глава, кога Израел излегуваше од своето робство од Египет и почна да ропта против Бога, и покрај сите чуда и знаци и избавување што го виде од страна на Господ Бог и како тој удри врз египетците, се со цел да го избави својот народ од робство, тие повторно ги бараа своите најосновни потреби. Почнаа да се жалат за храна, почнаа да се жалат за вода, бидејќи во пустињата тоа го немаше, и единствено маната што слегуваше од небото, тоа го јадеа постојано, и некако им стана немило на нивните души,
и почнаа да роптат против Бога за сето тоа, Господ Бог им дозволи, прати лути змии да ги каснуваат. И тоа е платата за гревот, за роптањето, смртта. Змиите се навлекува насекаде, ги имаше по улиците, ги имаше во општеството, на собирите, навлегува и во домовите, во шаторите, насекаде, така и со гревот. Го има насекаде и апсолутно нема никакво место каде што не е присутен. Во секоја пора од општеството, гревот насекаде си го наоѓа своето место. И некогаш е неусетно кога отровница каснува. Може би само мало печење, но доволно е тоа едно мало каснување и веднаш отровот преку крвотокот се шири во целото тело. И прашање на минути заради тие отровни пустински змии, прашањето беше само на неколку минути да може да се спасиш. И многу народ изумре и тие отидоа кај Мојсей да се помоли на Бога што да прават во една таква ситуација и Господ Бог не ги тргна змиите, но му нареди да постави бронзена змија и да ја подигне високо и секој кој што ќе беше каснат од змијата, доволно беше само да погледне кон змијата и во тој час оздравуваше. Така и во Евангелието од Јован, Господ Исус вели како што Мојсей сега ја подигна змијата во пустињата. Зошто? Бидејќи гревот навлезе и платата за гревот дојде, така сега треба да биде издигнат човечкиот син, та секој кој верува во него да не загине, но да има вечен живот. Зошто на змија со змија? Бидејќи и Христос се соочи со смртта во очи. И тој влезе во таа голема борба, кога го положи својот живот и својата собствена смрт, својот живот го даде на смртта, за да може да ја победи и преку своето воскресение тој ја победи. Затоа на змијата со змија се гледа. Бидејќи Христос за да ја плати цената за нашата смрт, тој требаше да помине низ смртта. Тој требаше да погледне во апсолутната смрт која го снајде Христос и тој почина и тој умре. И на третиот ден воскресна. И со тоа ја победи смртта. Но единствено ако го согледаме на неговото високо место, човечкиот син треба да биде воздигнат. Дали и ово утро ти го согледуваш воздигнатиот човечки и Божи син, како седи од десната страна на Бога Отецот и како се застапува за тебе и за твоето спасение. И не само во неговата возвишеност, туку во Откровение 3.20 Господ Исус ни зборува за неговата блиска присутност во нашите животи и вели: еве стојам на вратата. Стојам на вратата на твоето срце и чукам на вратата на твојот живот. Ако некој, било кој, ја отвори вратата, јас ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Изборува за едно заедништво кое што тој доаѓа самиот во нашиот живот. Изборот го имаме и ние денес. Дали нашите членови на телото ќе ги предадеме на служба на гревот и на лукавиот, или ќе го слушнеме Христовиот повик, кој што и ова утро тој упорно чука на вратата на нашиот живот. И кога ние отвараме, тогаш ние членовите на нашето тело ги предаваме на служба на Христос. Ги предаваме на служба на праведноста. Зашто благодатниот Божи дар не е од нас самите. Тоа е Божи дар, тоа е вечен живот. Римјани 6.23. Во Исуса Христа, нашиот Господ. Нека да се исправиме и да се помолиме.
Господи Исусе Христе, Ти благодариме, Господи, што Ти и денес стоиш, Господи, и чукаш на вратата на нашиот живот, Господи, на нашето срце. И не оставаш, Господи, равнодушни да ние продолжиме со истиот начин на живот, туку сакаш да влезеш, Господи, во нас, да имаме заедништво еден со друг и да го предадеме, Господи, нашиот живот во служба на праведноста, во служба на Тебе, Господи. Ти благодариме за спасението што Ти го имаш изработено. Тоа е дар, Господи, од Тебе. Ти благодариме за благодатниот дар, што доволно е сега само со вера да погледнеме, Господи, кон Тебе и ние се избавуваме во тој момент. Единствено со вера кога Те повикуваме за спасение. Слава да биде на Тебе, Господи Исусе. Амин. Ќе испеем песната број 192. Кој со вера на крстот ќе погледне, веднаш спасен ќе е во тој час. Gрешниче,
Христовиот крв, спасе ке за секога. Не се сомневај, само ти верувај, ништо друго не барато. Исус страдања претрпе за тебе, животот пожртува свој. Слушни грешниче, кој со вера гледа Христовиот крв, спасе ке за секога. Со благодарно прими што дава Бог, спасение ти дарува. Верувај стои во вечноста, ке прославуваш Господа. Слушни грешниче, кој со вера гледа Христовиот крв, спасе ке за секогаш. Ќе ги слушнеме децата сега. Знам, о Боже мой, дека ти ги испитуваш срцата и дека ја любиш искреноста. Отворен Описи 29:12. Браво. Следната служба исто така останува наредната недела во 10 часот. И за крај ќе се исправиме сите и ќе завршиме со песната број 1. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин.